Ви благодарам што дојдовте на нашиот мултимедијален настан, почитувајќи различностите или направи разлика, почитувајќи различностите. Ова е крај на втората година од нашата иницијатива во која ги промовираме мултикултуралноста, почитувањето кон различностите, почитувањето на човековите права, почитувањето, негувањето и унапредувањето на цивилизацијските, европските и зелените вредности. Ние овие 2 години блиску соработувавме и со Националниот координатор за мултикултурализам и едно општество за сите. Впрочем, оваа иницијатива е поддршка, наблюдување, критика, придонес кон развој и унапредување на оваа стратегија, на концептот едно општество за сите. Овие 2 години со малку понагласен ритам се обидовме, а мислам дека и успеавме во голема мерка да ги приближиме идеите за тоа дека почитувањето на различностите се за доброто на општеството, за доброто на сите граѓанки и граѓани кои живеат во нашата земја, меѓутоа и пример за тоа како треба да се развива едно општество. Демократијата подразбира почитување на различностите, бидејќи тоа ги подразбира човековите права и слободи. Тоа подразбира и едно непречено развивање на сите поединци и на сите заедници од било која заедница од било која позадина со било какво потекло. Тоа не подразбира само етнички заедници, подразбира културни, јазични, родови и така натаму. Сите заедници во едно општество за сите, кое во таа мултикултурална средина можат да се развиваат. Само со почитување на различностите може да има развој и во економијата, ако некој се интересира повеќе за економијата, отколку за вредностите и за социјалниот капитал кој се создава на тој начин. Меѓутоа, за да се разбере тоа, еве ќе ви кажам само еден пример, кој го каже и една моја колешка во едно од изданијата на журналот кој го правеше и овој проект и овој тим. Тоа е дека кога се почитуваат различностите во една компанија, таа компанија многу побрзо, многу подобро, многу полесно ќе продре до сите своји купувачи и на тој начин со своите производи или услуги може да ги разбере прво сите потреби, а потоа и да ги пласира потребните производи и услуги. Тоа значи дека една така компанија може да биде дотолку поуспешна само доколку ги почитува различностите прво внатре, а потоа и сите во општеството. Толку за економијата, ако веќе ве интересира повеќе економијата отколку општеството и развојот на човековите права и слободи, но да се вратам само уште малку накратко на нашиот проект. Во нашата иницијатива и лани и оваа година заедно тешко е да се направи статистика, бидејќи навистина огромен број луѓе учествуваа во неа, како луѓе кои зборуваат пред камерите, исто толков број и зад камерите, учествуваа авторки и автори на текстови, анализи, препораки и низа други придонеси во оваа иницијатива. Најважни сепак беа граѓанките и граѓаните и можам да кажам дека за разлика од други активности, во оваа иницијатива забележавме дека има практично нула негативни реакции, а огромен е бројот на реакциите и тоа мислам дека може да не охрабри да продолжиме понатаму. За крај би сакал само да кажам дека оваа иницијатива, почитувајќи различностите, направи разлика, почитувајќи различностите или обединети во различноста или различностите, како што беше насловот на иницијативата минатата година. Впрочем, тема која е трансверзала во сите наши активности веќе 22 години. Од првиот ден, од првиот час на постоењето на Цивил, ние ги промовираме мултикултуралноста, ги промовираме човековите права и слободи, ги промовираме различностите како богатство, а не како проклетство. Ви благодарам што сте тука денеска со нас, ви благодарам и вам што сте онлайн со нас и се разбира, и благодарам и на Министерството за надворешни и европски работи на големото војводство Луксембург, кои ја поддржуваат оваа иницијатива веќе 2 години и претпоставуваме дека и во наредната година
ќе продолжат со поддршка на оваа иницијатива која им припаѓа не само на цивилките и цивилите, туку на сите граѓанки и граѓани на Северна Македонија, се разбира и на сите граѓанки и граѓани на планетата Земја. Ви благодарам. Јас сега ви сакам само накратко да најавам дека тимот подготви еден документарен прилог кој не е баш краток, во меѓувреме присутните овде да се видиме, да се подружиме и да прославиме крај на една година, на уште една успешна година за нашето општество, а се разбира и за цивил. Ви благодарам.